Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција перспективите на текстилната и кожарската индустрија и потребите за зголемување на продуктивноста. За таа цел на денешната пресконференција, како што може да видите, и председателот на Сдруженијето на текстилната и кожарската индустрија, господинот Ангел Димитров, и професорот доктор Дарко Лазаров од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. На почеток ќе му давам збор на господинот Дарко Лазаров. Повелете. Добар ден до сите присутни. Јас во неколку минути ќе се обидам да презентирам дел од резултатите и заклучоците кои произлегува од една студија која што Стопанската комора на Македонија во соработка со група на меѓународни и домашни експерти предводена од мене, ја работевме во изминативе повеќе од 6 месеци, студија која се однесува на идентификување на развојните можности и потенцијали за извоз на диверзификација и структурна трансформација на македонската економија. Со оглед на фактот што денешната пресконференција се однесува на текстилната индустрија, јас мојот фокус ќе го задржам на презентирање на резултатите кои што ги добивме во рамките, а се поврзани со практично со оваа индустрија, текстилна индустрија, индустрија за облека и кожарска индустрија. Целта на проектот беше да се мапираат, односно да се идентификуваат извозните производи во рамките на одделни индустријски сектори и гранки, кои што имаат повисок степен на финализација и додадена вредност, кои што Македонија не ги произведува, а од друга страна има реални економски претпоставки и потенцијални компаративни предности да отпочне да ги произведува и извезува на странски пазари. Практично на тој начин се обидовме да го трасираме, односно да го мапираме патот на македонската економија во тој процес на преструктурирање, бидејќи сите ние знаеме дека македонската економија се соочува со прилично лоша и индустријска извозна структура, и тоа е една од причините за ниското ниво на животен стандард, односно ниското ниво на плати во Република Македонија, па во таа насока иницијалниот процес за динамизирање на растот на македонската економија преку тоа и за пораст на платите е преструктурирање, особено на преработувачката индустрија како еден од главните мотори на растот на македонската економија. Во рамките на анализата беше направена детално проучување на извозните перформанси на сите индустријски сектори и гранки. Јас во оваа прилика ќе ги презентирам, како што кажав, резултатите со знанијата за текстилната индустрија. Имено во 2019 година вкупниот извоз на текстилната индустрија, пак ќе речам, заедно со индустријата за облека, обувки и кожарската индустрија имаат вкупен извоз од 543 милиони евра, што значи околу 8,5% релативно учество во вкупниот извоз на македонската економија. Меѓутоа, она што е неповолно е тоа што извозот во 2019 година на оваа индустрија се намалил за 6,5% од 581 милион евра во 2018 на 543 милиони евра во 2019 година, или за цели 38 милиони евра имаме пат на извозот на оваа индустрија и намалување на релативното учество во вкупниот извоз од 10% на 8,5%. Сепак и вака како што стојат работите во 2019 година, гледате дека оваа индустрија има значајно учество и во преработувачката индустрија и во извозната структура на земјата. Особено ова е битно од аспект на конкурентските предности на македонската економија гледано на ниво на поединечен производ. Имено од вкупно 475 производи кои македонската економија ги извезува со компаративна предност, дури 182 производи се производи од текстилната индустрија. Тоа значи 40% од производите за кои Македонија има компаративни предности доаѓаат од оваа индустрија. Дополнително, овој извоз кој што го спомнав, го генерираат вкупно 252 компании. Чисто за илустрација, вкупниот број на извозни компании во рамките на преработувачката индустрија во 2019 година е 1500 компании. Тоа значи 17% од вкупниот број на извозни компании доаѓаат од текстилната индустрија. Меѓутоа, она што е неповолно за оваа индустрија е незината извозна, односно структурата на самата индустрија. Овие 180 нивото на софистицираност на овие 182 производи за кои Македонија е специјализирана, односно ги извезува од овие сектори,
нивото на софистицираност е прилично ниска и можеби тоа е една од клучните причини за ниското ниво на продуктивност на оваа индустрија. Сите вие знаете дека ова е трудоинтензивна индустрија која што има ниско ниво на продуктивност. Јас само за илустрација ќе кажам неколку податоци во делот на продуктивноста на текстилната индустријата за облека. Имено нивото на продуктивност на текстилната индустрија е 6585 евра по работник годишно. Значи, ова индустрија создава додадена вредност, односно текстилната 6585 евра, индустријата за облека 4625 евра по работник, а кожарската индустрија 4605 евра по работник. Она дилема околу дистрибуцијата на оваа додадена вредност на капиталот и трудот со оглед на фактот што оваа индустрија, сите вие знаете, е трудоинтензивна. Само за илустрација, да ви кажам дека 85% од ова додадена вредност оди за трудот. Меѓутоа, и самите податоци ги гледате дека нивото на продуктивност на оваа индустрија е прилично мала, па од тука и платите во оваа индустрија во ваква состојба, не можат едноставно да бидат поголеми, уште помалку не може да бидат поголеми преку некои институционални решенија од типот на зголемување на минималната плата и така натаму, бидејќи оваа индустрија на ова ниво на продуктивност се наоѓа веќе на работна екзистенција, така да во таа насока се потребни воздржување на креаторите на економските политики во делот на најави за понатамошно зголемување на минималната плата, бидејќи тоа на крајот на денот нема да и наштети на собствениците кои ќе мора и ќе бидат приморани да ги затворат своите фабрики, туку многу повеќе ќе наштите на самите работници кои работат во оваа индустрија. Тоа се некаде во 2019-та повеќе од 30.000 работници, и внимавајте, овие работници се на некоја возраст од 50 до 55 години со квалификации во оваа индустрија, така да нивното преквалификување во период од 1 до 2 години практично е невозможно, така да верувајте дека ако се случи таков потек на било кој креатор на политика во Република, иден креатор на политики во Република Македонија, едноставно ќе се соочи со крах на оваа индустрија и прилично големи отпуштања. Во таа насока, она што ние врз база на сознанијата во рамките на самите истражувања кои што беа прилично детални на ниво на поединечен производ, беа земени во предвид повеќе од 500 до 600 производи во рамките на овие три индустријски гранки: кожарска индустрија, индустрија за облека и текстилна индустрија. Нашите сознание е дека ова индустрија едноставно мора да се преструктурира во две насоки. Едната насока е да се модернизира производно, технички, технолошко и организацијско во насока на зголемување на низината продуктивност. Една од тие мерки и брендирање на оние производи за кои компаниите во овие индустрии веќе имаат изградено компаративни предности, а сега ги извезуваат, односно ги произведуваат на системот на лом производство, така да едниот правец би бил во насока на технолошко модернизирање и брендирање на дел од оние производи кои што може да се пласираат на светските пазари, а другата стратегија би била во насока на преструктурирање кон производи во рамките интерсекторски, во рамките на овие индустрии, оние производи кои што имаат повисок степен на финализација и додадена вредност, за кои овие компании имаат потенцијални компаративни предности. Еве, јас чисто врз база на самата анализа, и тука ќе завршам, ќе ви дадам неколку производи. Например, еве, еден од производите за кој текстилната индустрија треба да размислува, компаниите во оваа индустрија треба да размислуваат, а нашите сознанија и резултати од истражувањата тоа го покажа, е скијачка опрема. Еве, блиску до нас го имаме сосед од Словенија кој што има голем бренд во производство на скијачка опрема, така да резултатите покажуваат, нашите истражувања покажуваат дека некои од компаниите можеби можат да се преструктурираат во оваа насока. Има една листа на производи кои што имаат повисок степен на финализација, кои што беа добиени во самите истражувања, кои што ќе бидат доставени и искомуницирани со компаниите во насока на детално проучување, нивно проучување, дали едноставно Македонија може во наредниот период да се преструктурира во таа насока и кои се тие пазари потенцијални во светот каде што можат тие производи да се извезуваат. Јас ви благодарам. Благодарам професор Лазаров што не само ова што го кажа сега, туку изработката на целата студија на еден научен начин го докаже она што ние долго време го зборуваме,
Значи јас секогаш кажувам, не ги ценам оние истражувања кои се прават само на база на анкета, туку на база на вистински податоци, статистика и научно се докажани работите кои се стварност. Јас само прво ќе кажам неколку бројки за да добиете подобра слика за состојбата моментална во текстилната индустрија, а потоа ќе кажам некои збора за предизвиците што се пред нас. Не само за текстил, туку за целокупната наша индустрија, па ако сакате и за целокупната економија. Факт е дека бројот на работниците како еден од главните податоци за состојбите во текстилната индустрија од 2007 година од 43.848 работника во 2018 падна на 30.000 работници. Тоа го покажуваат и најновите статистички податоци за учеството на текстилна индустрија во вработеноста. Така да, ако во 2009 година текстилната индустрија учествувала со 37,9% од вработените во преработувачката индустрија, во 2018 година учествува само со 28,82%. Сличен е податок и со учеството во вкупната вработеност во индустријата во Македонија. 2009 година сме учествувале со 9,32%, а додека во 2018 година тој процент паднал на 6,32%. Што се однесува до платите, кои многу беа експлоатирани во минатото као доказ за оваа индустрија дека треба да пропадне, дека таа не е добра и така натаму. Платите во 2009 година во производството на облика биле 9.135 денари, значи просечна нето плата, додека во 2018 година е 15.421 денар, што покажува пораст од 69%. Во однос на просечната плата во државата, значи во целокупното стопанство, во 2009 година платата во текстилот била 46% од просекот во индустријата, додека во 2018 таа е дури 64% во однос на просек во индустријата, што покажува дека како резултат на немањето на кадар и како резултат на порастот на минималната плата, порастот на платите, просечни плати во оваа индустрија растат повеќе, побрзо него во останатата на индустрија. Најновите податоци од Завод за статистика покажуваат дека нето платата во декември 2019 во однос на декември 2018 година е зголемена за 4,1% и изнесува 26.836 денари, додека тоа е во целата индустрија во Македонија, додека во индустријата на облека декември 2019 во однос декември 2018 има раст за 12,2% и изнесува 17.816. Значи додека во целата индустрија за една година платите раснале за 4,1%, во индустријата на облека пораснале за 12,2%. И ако сакате уште еден податок за состојбите, а тоа е бројот на компаниите, во 2012 година во текстилот биле 1000 или работеле активно 1096 компании, додека во 2017 година, значи за 5 години, тој број се смалил на 953 компании или 143 компании престанале да работат. Кои се главните предизвици за оваа индустрија? Професорот кажа околу преструктурирањето, околу можноста за дел од производството на готови производи, комплетни производи, но тука јас ги спомнал и вложувањето во современа опрема за да се зголеми продуктивноста, само на тој начин може да се исплаќаат и поголеми плати. Но прашањето на сите прашања е заминувањето на младите или вистинскиот екзодус на младите од држава. Вие знаете дека последниве години, особено она што се случува на германскиот пазар, значи германската влада свесно ги олеснува добувањето на работни визи и дозволите за престој на вработените на луѓето кои доаѓаат овде од Балканот, со цел да го покрие тој недостиг на работна сила што го имаат таму во Германија. И тоа е нормално за нив, тие си ја гледаат нивниот интерес, не ја гледаат сигурно нашиот интерес, ние треба да ја гледаме нашиот интерес. За мене, главни предизвици или реформи кои мора да ги направиме ако сакаме тој процес да се ублажи или на подолг рок или да се целосно стопира, се три предизвици. Тоа е прво владењето на правото, второ реформи во образованието и на крајот она што зборуваше професорот, структурни реформи во стопанството и во економијата. Кога зборувам за владење на правото, не мислам само на состојбите во судството, обвинителството и така натаму, истражгите од страна на МВР. Зборувам за борбата против митото и корупцијата, борбата против сивата економија и се она што значи дека во Македонија
мора да се смени односот на тоа дека исплативо е да се работи на црно, исплативо е да не се почитуваат законите, исплативо е да се подмитуваат државните службеници. Додека тоа не го постигнеме, ние не можеме да зборуваме за никакви реформи или за подобрување на состојбата со екзодусот на младите луѓе. Втората многу важна реформа исто така е реформа во образованието. И тоа целокупна реформа од кариерното насочување на младите луѓе, значи уште учениците од основно образование, потоа стимулирањето на средните стручни училишта и факултетите од природните науки, кои се многу битни за развој на индустријата, за разлика од оние факултети од општествени науки кои ги имаме превише. Значи, целта е тие млади кои ќе завршат образование да ја подигаат, да ја помагаат нашата индустрија, а не овде само да ги обучуваме на терет на нашиот буџет, а резултатите од нивниот труд да го собираат германската или некоја друга економија. И кога зборувам за образованието, мислам и на нивото на знаење на образованието. Без доволно ниво на знаење, дали се работи за средношколец или за дипломиран завршен студент, не може да зборуваме ниту за пораст на отварањето на собствени фирми, значи поддршката на предприемништвото, ниту може да зборуваме за вработување и донесување на странски инвестиции од пропулзивни дејности, кај што треба многу знаење и умење, ниту пак на крај што бидеме искрени може да зборуваме за подобрување на политичката состојба во држава. Затоа што само едуциран човек, изграден човек, може лесно да процени кога некој политичар зборува на телевизија дали станува збор за обичен популизам или станува збор за реални промени. И на крајот, она што треба да значи пораст на платите и подобрување на стандардот на луѓето е структурните промени во стопанството. И овде целосно се сложено со професорот. Значи, структурни промени се неопходни наместо на трудно интензивни дејности и дејности со ниска додатна вредност, со ниска технологија, да почнеме да произведуваме повисока додатна вредност и да произведуваме и да отвараме компании со повисока додатна вредност. Но за тоа треба прво и добро образование и едуциран кадар, за тоа треба и капитал, така да тоа не може да се прави преку ноќ и затоа е многу битно тоа да се прави внимателно, да не се случи сакајќи да отвараме нови пропулзивни компании, да ги пред време затвориме нашите постоечки компании. Точно е што кажа професорот, не можеш ти човек на 55 години жена во Пехчево да ја преквалификуваш и да биде IT индустрија или не знам каква современа индустрија. На крајот на кришата и после 20 години сите нема да бидат доктори на науки и професори. И тогаш ќе имаме луѓе со поскромни способности кои ќе работат во преработувачката индустрија. Затоа носителите на политики морам овој процес да го така да кажам, правилно насочуваат, да не се случуваат големи потреси во стопанството, а од друга страна на подолг рок, бидејќи сите овие реформи за кои што зборував не се прават за 2-3 години, дури и да ги направиме за 2-3 години, резултатите од тие реформи ќе се осетат после 10 до 15 години. Значи, јас не велам дека ние можеме екзодусот на младите преку ноќ да го сопреме, но мораме нешто да преземеме. Досега во нашата држава единствено нешто што се правило во поглед на заминување на младите е некои анкети за тие млади, колку проценти од младите, да речеме, сакаат да заминат надвор, ја гледаат нејната екзистенција надвор, а колку тука, кои се главните причини зошто се заминуваат, но што друго сме направиле? Ние први не знаеме каде, во кои држави работат, на кои работни места, дали работат на она за што се обучувале овде или работат работни места кои не одговараат на нивната стручна спрема. Ние мораме да ги сите тие работи добро изанализираме. На крај на краишта не знаеме структурата и на младите кои заминале и бројот на младите кои заминале од држава. За да можеме да ги правиме вистинските реформи, мора да знаеме вистинската состојба. Мало кратко појаснување на тоа што значи преструктурирање, односно структурни промени, посебно во делот на преработувачка индустрија. Видете, има два концепти на преструктурирање. Едното е интерсекторски. А тој интерсекторски значи од цели индустријски гранки со пониска додадена вредност кон индустријски гранки со поголема додадена вредност. Меѓутоа, она што е битно, а што треба да го знаеме е дека во процесот на преструктурирање има и интерсекторско преструктурирање внатре во секторот од производи со пониска додадена вредност кон производи со поголема додадена вредност. Внимавајте, текстилната индустрија постои во Велика Британија, постои во Италија, постои во Шпанија,
постои во Словенија. Меѓутоа, поентата е да видиме ние кои се тие производи во рамките на оваа индустријска гранка, затоа што на крајот на денот Македонија тука има компаративни предности. Не може ние да произведуваме хај-тек технологија. Треба тој процес на преструктурирање да оде по некој нормален тек. Сега, кога збориме за него, за образување или иницирање на тој процес на преструктурирање, она што е многу битно, а тоа го покажуваат искуствата на брзорастечките земји и на успешните посттранзициони економии, дека државата мора да има активна улога во таквото преструктурирање. Не со институционални мерки за зголемување на платите, туку за подобрување и системска поддршка на компаниите за градење на компаративни предности во отпочнување на процес на производство и извоз на производи со поголема додадена вредност, само заради тоа што само на тој начин преку пораст на продуктивноста може да растат платите во економијата. Во нормални пазарни услови платите, да знаете, растат само преку пораст на продуктивноста. Никако поинаку. А тој пораст на продуктивноста оди тогаш кога ќе се зголеми питата во индустријата, тогаш кога ќе се зголеми додадената вредност. А таа се зголемува тогаш кога фирмите имаат поголема техничко-технолошка модернизација, тогаш кога произведуваат производи со повисок степен на финализација и повисоко ниво на софистицираност. И тука нема друга приказка. Сите земји во светот кои се богати затоа што имаат добра производна, преработувачка, извозна структура. Затоа што се сконцентрирани нивните ресурси, се алоцирани во производство на производи со поголема додадена вредност. Да нема фама во однос на прашањето со квалификувана работна сила. Ќе ви кажам една работа. И дека тоа е целиот проблем во македонската економија е ниската квалификација на работниците. Верувајте, еден работник на лента, ова автоматска лента во Америка не е попаметен од еден македонски работник кој работи на мануелна машина. Поентата е дека има технологија, има организацијски пристап и тоа е причината. Ние создадовме еден мит во Македонија дека ние сме прости луѓе, дека ние сме неквалификувани луѓе. Не може да бидете вие продуктивен и да имате висока индустријска норма како работник во Македонија ако работите во услови на мануелни машини на кои што ние работиме. И не е проблемот. Еве ќе ви кажам само уште еден прост пример надвор од темата. За еден оператор на CNC машина ви треба помалку квалификации, него ли за еден дреар да го обработува лимот на рачна машина. Така да ние создадовме фама во Македонија и треба технологија, и треба опрема, и треба предприемачки дух на компании кои што ќе го организираат тој процес и кои ќе ги насочат работниците и ќе направат таа алокација. Меѓутоа, она што е прв и најважен предуслов е системска поддршка на државата. Нема земја во светот во изминативе 20, 30, 40 години која успешно се преструктурирала без активна системска поддршка базирана на пазарни принципи, на пазарна логика.